Петар Јанков против Маријан Даскаловски. Струмица, градот со кој досега раководеше Костадин Костадинов, ја носи една од најинтересните битки на локалните избори, каде по долги години постои реална можност да се променат политичките бои, односно ВМРО ДПМН да дојде до победа во општината која важи за бастион на СДСМ. Јанков очигледно има голема поддршка, зашто доказ беше преполната спортска сала во Струмица, каде 3.500 граѓани дојдоа да ја слушнат неговата програма за развој на градот. Кандидатот за градоначалник вели дека за Струмица по изборите доаѓаат нови денови, подобра општина и подобар град. За Струмица доаѓаат нови денови, исполнети со работа, надеж и промени што ќе ја вратат гордоста на нашиот град. Моето уверување вели дека политиката мора да биде одговорност, а не празни зборови. Јас нема да бегам од разговорот со вас. Напротив, ќе бидам тука за секоја улица, во секое мало и секое село. Овој пат имаме одлична програма, вредна и честна листа на советници, затоа што струмичани заслужуваат достоинствен живот. Време е за промени и за нова поглавје во историјата на нашиот град. Заедно ќе победиме, заедно за Струмица. Инаку тој е внук на Благој Јанков Мучето, струмичанец и народен херој, кој беше една од првите жртви на удоволувањето на бугарските барања, уцени и ославувања. Пред 10 години, кога градоначалник беше Зоран Заев, од споменобележјето во негова чест беше избришан делот каде се потенцира дека тој бил убиен од бугарскиот фашистички окупатор. Кандидат на СДСМ во Струмица пак е Маријан Даскаловски, иако бројките покажуваат дека тој има помал рейтинг од актуелниот шеф на градот Костадин Костадинов. Сепак партиското раководство, предводено од Венко Филипче, се реши за првиот човек на Советот, кој важи за многу близок до поранешниот лидер на партијата и премиер Зоран Заев. Во своето промотивно видео Даскаловски најмногу говореше за тоа каква била Струмица минативе години, без конкретна понуда на планови и проекти за иднината. Нашиот град е жив доказ дека кога има постојаност, кога има сигурност и тимска работа, тогаш резултатите се видливи за секој граѓанин. Ние не ветувавме со празни зборови, ние испорачувавме. Денес имаме силен локален развој, силна локална економија. Време е да се одважиме. Секој од вас да биде наш амбасадор во семејството, во соседството, на работното место. Од градоначалничкото место заминува до сегашниот Костадин Костадинов, кој претходно удри по својата партија решавајќи да го замрзне членството во СДСМ по одлуката да не биде кандидат. Според него со оваа раководна структура опозицијската партија не може да се врати онаму каде што е местото, а тоа е најмалку каде што била сега. Тој на аспирантите за градоначалничкото место им посака фер и коректна кампања со желба да победи вистинската визија со јасна слика за тоа како треба да изгледа Струмица по 4 години од денес. Покрај Јанков и Даскаловски за Струмица има уште двајца кандидати: Ристо Цасконоја од Единствена Македонија и Драган Котуровиќ, кој ќе настапува како независен кандидат.